По основ нанесе одветно isplaten nadomestok za dežurstvo i rabote na državni praznici nad 100 doktor imaат можност да ја тужат Штипската клиничка болница. Според нив тужбите на најмалку 30 доктори веќе се кај неколкумина штипски адвокати и добар дел од нив или се процесуирани или тоа ќе биде сторено во следните неколку дена. Според нашите соговорници во просек тие очекуваат суми од 3 па се до 8.000 евра по тужба, кои се однесуваат на последните 3 години, период во кој нивните побарувања не се застарени. Овие суми не се мали, но не се и конечни, зашто неизвесно е колку доктори ќе се одлучат да тужат, колкав дел од судот од нивните барања ќе прифати. Според калкулацијата на некој од тужителите, нивните барања можат да достигнат и над 300.000 евра, пари кои болницата ќе мора да им ги исплати. Од друга страна, директорот на Штипската клиничка болница Ален Георгиев тврди дека сумата е далеку помала и нивните пресметки првично се движат околу 120.000 евра. Тоа не се најави на тужби, него веројатно повеќе би ги нарекол јас како барања на персонал вработен таму да се пресмета дали биле исплатувани согласно колективниот договор. Значи ние самите ќе правиме својата анализа, да видиме за дали навистина е тоа така и за која бројка и за кој износ се работи и зависно од тоа тој резултат до кој што ќе дојдеме, ќе видиме како тоа ќе го оствариме. Дали со помош од Министерството за здравство, дали со сопствени средства и така натаму, значи тој проблем ќе мора да биде решен. Која идеја точно од овие калкулации од болницата велат дека решение ќе се бара и во крајна мера побарувањата ќе бидат исплатени? Дилемата е како тоа ќе се одрази врз работата на болницата. Ќе кратиме од таму кај што можеме да кратиме, најпрвено сопствените средства кои што сме ги имале на располагање. Понатаму би можеле да скратиме од делот, набавка на нова медицинска апаратура за која што веќе ја имаме и така натаму, но се она друго кое што влегува во тековна и нормална работа на клиничката болница нема да биде ништо стопирано. Можам да гарантирам дека сите они устои кои што до сега ги пружила клиничката болница, дека нема да биде ништо пореметено. Инаку тужби заради непочитување на колективните договори и законските одредби за исплата на дежурства и ноќна работа имаше во повеќе институции. До сега пари преку суд добија и полицајците и пожарникарите.